На вториот час ќе се занимаваме со употребата на интерпункцијските знаци. Сите знаеме дека практично само на много дека да притиснеме. Тачот не ви работи, нели? Да. Лини, јас имам едно прашање за тебе. Еве учиме македонски јазик. Зошто ти постојано кажуваш зборови како прикачеме, направеме? Дали тоа дека си од Штип? Тоа дека да, имаш затоа корени? што сум од Штип. Бидејќи Тоа те се приметувам, дијалектни постојано основи. се буниш некако. Сакаш ли да ти помогнам да го научиш литературниот? Не, јас знам да го зборувам литературниот, ама кога ништо ќе се подзамислам и почнувам да зборувам на штипски јазик, особено кога не знам, ми се случува, да. Да ти помогнам, јас можам да ти помогнам. Еве учителката, наставничката се извинувам, Така, може да ни јас сум помогне. учителка пред се. Може да ни Така е. помогне да го поминеме тој проблем. Ама зошто да го поминеме, убав е штипскиот акцент. Убав е, да, но мислам дека кога сме во тебе училница треба да збориме литературно. Па зборувам литературно. Секогаш да се трудиме, да зборуваме онака како што треба Така е. за време додека сме професионално ангажирани. А дијалектот можеме А надвор. дијалектот можеме Така. да си го користиме во својот дом, можеме да го користиме меѓу своите пријатели, Така. роднини. Така е. И најубаво е кога ќе си се разберете меѓу себе на свој начин. Тоа е најубаво. Втората лекција употреба на интерпункцијски знаци за 7 оделение. Јас многу сакам да ја прочитам првата реченица, а понатаму ќе одиме многу побрзо затоа што се сепак тоа правила, како во математиката. Да се биде писмен не значи само да се знае да се чита и да се пишува. Туку да се внимава како се пишува и како се изговара прочитаното. Затоа што секогаш се одушевувам на луѓето кога знаат како тоа убаво го зборуваат. Милозвучно е нашиот јазик, македонскиот јазик е милозвучен, мелодичен и мислам дека заслужува да го говориме правилно, но исто така и да внимаваме како тоа го правиме кога сме нормално во некои услови како што е надвор и така натаму. Така е. Доаѓа од самиот термин, практично интерпункција или дел од нашето писмо кој ги користи оние паузи на интонации, подигање на гласот или спуштање на гласот или застанување за момент, земање здив, подигање на диафрагмат и продолжување понатаму. Тоа се техники кои што се учат, вие многу добро ги знаете тие техники на дишење. Тие дефинитивно ги има токму во интерпункцијата. И тие знаци ги опфаќаме со овој термин, интерпункција. Кои се најзначајни? Точка, запирка, прашалник, извичник, две точки, точка и запирка, три точки, заграда, црта, тире. Јас наводници. најмногу ги сакам трите точки. Вие? Па јас Извичник. сум извичникот ми е на еден од поомилените. Трите точки ми се така некако недоискаженост, а извичникот ми е баш не е ни точка, туку е извичник, нешто баш е многу Поентирано. Нешто важно, извикуваш. нешто Па ајде да поминеме ни сите да видиме што всушност Ајде. ќе ни покаже. Јас се надевам дека вие ова и го знаете, меѓутоа чисто да повториме. Точката секогаш се пишува на крајот од расказната, потврдна или одлична реченица. Без оглед дали е тоа просто проширена, дали е сложена реченица, секогаш точката доаѓа на крај. Тоа значи дека мислата завршила. Пример, утре е роден ден на Ана, простете што овде нема надреден знак. Повеќе сакам сок од портокал отколку од боровинки. Одејќи кон продавницата го сретнав дедо и повторно нема надреден знак на Маја. Значи тука користим и надреден знак за надреден знак. Точката се пишува обично и при правење на скратеници. На ПР точка, а тоа е кога пишуваме на брзина. Тоа всушност значи, на пример, учил точка, тоа значи дека е училиште. ПР точка, Н точка, Е точка е она што минатиот час зборувавме, а тоа е пред новата ера или времето нели на митологијата. Одиме понатаму. Употребата на запирката како знак многу интересна е, бидејќи таа прави малку да издишеме, ама кратко издишување. И повторно да продолжиме со зборувањето. Обично наставниците, професорите по македонски јазик не се сопирливи. Јас сум таква, несопирлива сум. Секогаш имам проблем со времето.
Не заради тоа што не се држам до она што треба да го предадам, туку едноставно сакам многу повеќе да кажам и времето си бега. Таа ги разделува зборовите во една реченица, но може да биде ако е сложена реченицата или повеќе делови во речениците, ако се тие да кажеме причинско зависни така натаму, зависни или независни, може да се одделуваат со точки. Еве еден пример. Ова посебно ми се допадна, бидејќи јас дома имам мало кученце, бебенце, баш сега го добивме, токму сега, и затоа велиме, тие дома имаат цело животинско царство. Зајаче, мачка, куче и желка. Јас имам само кученце сега за сега, меѓутоа се надевам дека ќе има. Сигурно ќе има. Одиме понатаму со другата со извичник. Еве го она што Лина кажа, Лина. Што Лина го каже дека извичникот е нешто што Луна во Штипја предизвикува. А тоа значи дека нешто сакаме да извикнеме, нешто да ни дојде од тука, буквално да го излееме. Што вели излеете го на хартија, ама извичникот знае при говорот многу убаво и многу лесно да излезе надвор. Дали Лина ти ова значи дека ти многу сакаш да викаш, да извикуваш? Не, јас еве да речеме, Биде колку радосна. рано се стемни вечерва, не ми е баш за викање, зашто кога се стемнува рано не е интересно. Мене ми е да речеме она денес си е роден ден Ана. Така, она со енергија со она. Не, денес си е роден ден Ана. Денес си е роден извикаш ден од Ана. среќа, на пример, така? Така. Токму затоа имаме заповед, чудење, силна желба, радост и нешто слично на тоа. Мисленичка може да Леле, добавице. колку голема птица! Денеска во веце, Многу ми соди во тоалет. вистина? Вистина, да. Или здодевно ти е? Не ми е здодевно воопшто. Морам Сигурен да си? Да. 100%. 100%. Може. Их, целиот свет се превртал на глава. Тоа значи дека на вистина светот се преврте на глава. Точка запирка, слична употреба како и запирката. Реков, ова се лекции кои што се навистина по некои правила работени и тука не можеме да избегаме од тоа бидејќи се некои правописни правила. Користим кога правиме поголеми паузи во изговорот, но исто така се изразува некое набројување. Јас овде имам ставено во саботата, сакавме да го посетиме Свети Наум, па точка запирка. Во недела требаше да отпатуваме за Струга, точка запирка. Во понеделник да се вратиме во Скопје. За жал, сето тоа не е невозможено и мораме да седиме дома. Двете точки се нешто што можеме да набројуваме и да го користиме за директниот говор. Денес по распоред имаме македонски јазик, биологија, математика и физика и по мене еве чекаат да биде и физика, часот по физика. Фенче, јас може само да- што го сретнав обезбедувањето и ми рече дека имаме само уште една минута од часот. Така е, затоа ќе побрзаме. И на крајот ќе ги споменеме заградите во кои се пишуваат зборови или изрази и се дообјаснува нешто. Тој бил некој си во Малме, ама Малме е Шведска. Така. Па затоа го ставаме во заграда. Црта или тире, кога директно или директната реч ја обележуваме, може таа да биде со цртички или со тире. Наводници, како велиме, во англискиот јазик секогаш имаме проблем со учениците. Англискиот јазик има два горе, а ние имаме еден долу и еден горе, кој се малку обратно. Се вратив назад и јас мислам дека Тоа е. го завршив својот час, иако ви велам дека најубаво е во ова време да останете дома, да бидете сигурни, да бидете покрај своите, редовно да ги миете рацете, да ги користите средствата за хигиена, да бидете на оддалеченост доволно 2 метри, да носите заштитна маска ако излегувате да пазарите, исто така и заштитни ракавици доколку нешто пазарите во супермаркетите. Јас ви благодарам на вниманието, на сите ученици им посакувам убав ден, да се забавуваат пред се, но секако да размислувате за тоа дека се уште школската година трае. Така е. Фала наставничке. Браво.